Винскиот туризам може да биде придвижувач на економијата во целата земја, затоа што во државата има добри винарии кои што произведуваат квалитетни вина, но потребна е поддршка за развој на другите компоненти што ги привлекуваат туристите: сместување, храна и дополнителни содржини. Ова е ставот на винариите кои се занимаваат со вински туризам, иако и самите почнале да се организираат и да се поддржуваат со останатите компании во регионот. Доле во градот кажав дека ќе правиме винарска визба, кој ќе има хотел и ресторант во винарската визба. И еден од локалците ми се насмеа и ми рече: видите, во 8000 години на континуирана цивилизација во Демир-Капијската долина, само окупаторските армии беа туристи тука. Да не си луд. Ланската година, 2019 година, ја завршивме со повеќе од 7500 гости во хотелот и повеќе од 15.000 гости во ресторантот. Ние сме фактички пионир на винскиот туризам во Македонија, но сме и основен двигател на економијата, на економскиот развој во Демир-Капија. Не е воопшто лесно да се работи во едно рурално подрачје. Проблемите што ги имаме во руралните подрачја се многу поизразени отколку кај фирмите кои што работат во градовите. А исто така ние се среќаваме тука и со проблеми кои што фирмите во градовите немаат такви проблеми. Евроамбасадорот Самуел Жбогар вели дека државата треба да ги искористи добрите препораки кои веќе ги има за македонскиот туризам, како на пример тоа што е прогласена земјата за една од 10 топ дестинации кои што според Lonely Planet треба да се посетат во 2020 година. When you look at the successful regions, Исто така, од другата страна, мислам дека ако гледате наоколу, ако гледате успешни туристички дестинации, како што е пример или туристички дестинации или пак туристички региони, како што е пример Истра или Република Словенија, тоа е моето родно место од кај што јас доаѓам, или пример Тосканија во Република Италија. Ако го видите зошто, значи сите тие земји, сите тие региони имаат успеано досега, е токму поради таа причина со сите, затоа што сите се имаат, значи зближено еден со друг околу една иста цел, се со цел да изградат еден бренд кој што е успешен за целиот регион. И мислам дека токму е таа цел на овој наш проект кој што ние го реализираме заедно со Светска банка, се со цел да можеме да изградиме еден вински бренд кој што ќе може да го промовира туризмот во вашата земја. And when we talk of tourism, и кога зборуваме за локалното производство, за агротуризмот, таа исклучителност си носи со себе и култура. Зборуваме за култура на вино, култура на исхрана, што мислам сите овие земји медитерански, јас доаѓам од Италија, го споделуваат како една заедничка вредност. Така што како Светска банка многу сме горди да помогнеме во унапредувањето на Македонија да ја унапреди и истакне оваа култура. Европската делегација и Светска банка со 18 милиони евра ќе поддржат 10 дестинации и околу 50 проекти низ земјата. Половина од средствата за предложените проекти треба да ги обезбедат самите инвеститори.